но се трудам да бидам спротивен од нив. Затоа и вечерва ги поканив моите почитувани соговорници, Сладјана Лајковиќ, мајка, жртва, како реков, на безчувствителност од страна на родителите, која е избркана од својот татко, од своето семејство, од својата куќа. Добро вечер и добро дојде. Добро вечер, добро најдов. Сладјана, жалам, не сакав двете деца да ги поканам, бидејќи законот не дозволува, мора да ги заштитиме. Им посакам навистина добро здравје пред се и вам, добро дојде, и секако да ја поканам и посакам добро вечер и добро дојде на госпоđа Роза Веселинова, семеен психотерапеут или семеен советник. Да. Добро вечер, госпоđа Роза. Добро вечер. Вие сте представник од првата детска амбасада Медјаши, Да. кој го поздравам, првиот човек, господинот Драган Збијанац, и тимот кој покажува дека сте во вистинска смисла зборот амбасада, односно амбасадори кои ги сплотувате и помагате на најмилите и на саканите, тоа се децата. Така е. Ние почитувани ќе го имаме во текот на емисијата Јован Пејковски, градоначалник на општина Чучер Сандово, кој ќе ни биде соговорник преку телефон и кој чисто така ќе даде одговор на интересни прашања кои заслужуваат внимание. Сведоци сме за една немила ситуација во која, да бидам искрен, мене ме потикна и како родител, пред се, како родител, како само тука морам една мала пауза да направам. Режијата, да, мала пауза ќе направиме и веднаш се враќаме во студиото. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет. Секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Voy a cantar la menena. Оној прекрасен вкус, што сите го паметиме. Жито Прилеп. Да патуваме заедно. Организираме зимувања, дочек на нова година, летувања, туристички аранжмани и хотелски резервации. Ве носиме до сите европски метрополи. Крупни патувања, екскурзии, посета на фестивали, саеми, концерти. Македонија сообраќај, туристичка агенција, автошкола, меѓународни линии и продажба на онлайн билети, поврат на ДДВ од странство, изнемување на автобуси, центар за професионална обука. Повелете да патуваме заедно. Македонија сообраќај. Велат, трескавец го одзема дивот два пати. Првиот пат сигурно ќе останете без див, без разлика дали речиси 2 часа се искачувате по стрмната планинарска патека, а вториот пат, кога веќе сте се искачиле до манастирот, на надморска височина од 1280 метри, ќе ве остави без див погледот од кај Макчелан преку Баба и Пелистер, па се до Бабуна со Солунска глава.
Не можеме да не го споменеме монументалниот лав, кој спокојно и илјадници години го наблюдува секое ново изгресување. Првиот христијански храм на ова култно место се датира некаде околу 5-тиот и 6-тиот век. Известно е дека најголемиот дел од денес видливата архитектура на црквата потекнува најмалку од крајот на 12-тиот и почетокот на 13-тиот век. Двокрилната врата, поставена на западниот влез, изработена во 16-тиот век, представува врвен дострел на познатата Прилепско-Слепчанска копаничарска школа. Најстариот живопис што ги покриват зидовите и страничните оддели се поврзува со даренијата на кралот Стефан Душан. Низ вратата низ која хронисаниот цар излегува од црква, ниеден друг не смее да помине. Затоа оваа врата е зазидана. Царот Стефан Душан, кој во манастирот дошол како освојувач, станал еден од неговите најголеми ктитори. Фреските на сводовите и зидовите се насликани во 90-тите години на 15-тиот век. Некогаш на таа целина и припаѓале и фреските од олтарниот дел, но со неговото повторно градење, денес тој дел го покриваат фрески од 16-тиот век. Манастирската црква во својата основа има облик на еднокорабна крампа, но по неколку фази на градењето на зидовите денес таа добила невообичаен. Јордан Хаджи Константинов Джинот забележал едно предание. Имено, султанијата Кала Мара била една од жените на турскиот султан Мурат II. По неговата смрт, на пат кон својот вилает Мариово, султанијата застанала во манастирот за да се причести. Владиката во манастирот не ги отворил манастирските порти и забранил да и се даде причест на султанијата, која живеела во брак со некрстениот султан. Тој чин многу ја разгневил Кала Мара, така што и наредила на своите 500 војници да го срушат манастирот и да ги заколат сите 300 монаси. Од крвта на калугерите се создала огромна ламја. 100 години поминале кога силен гром ја отепал ламјата и ослободил манастирот. Златото под Златоврв, како и неговата непосредна околина, изобилуваат со сведоштва за човечко присуство уште одамнина. Надписите на мермерните споменици упатуваат на постојање на населба со име Колобаиса, како и незнабожечки храм посветен на Аполон и Артемида. Со цел да го заштитат манастирот од честите громови, уште во давнешни времења монасите поставиле златно јаболко на највисоката точка на манастирот на врвот Златоврв. И на крајот уште еднаш, тоа е трескавец, откраднат од минатото за да ја сведочи вечност. Трескавец и денес обстојува во слава на онаа која е почесна од херувимите и неспоредливо пославна од серафимите, мајката на нашиот Бог, нашата поборница и војводка Пресвета Богородица. Да, драги мои, од овие реклами што ги слушате, ги гледате, задоволство ми ја спомнам последната, што гласот на народот беше првата таа што потигна и го запали алармот кај сите православни христијани да провладува рациото и да се помогне на овој христијански храм. Храм, меѓутоа, не да биде само како монумент, како споменик, како сахранен објект, туку да биде како едно светилиште кој ќе ја интегрира македонската душа, македонското христијанско ткиво. Среќен сум што се разви рациото, меѓутоа ја бих замолил некојаш да не се искомерциализираат некои работи и да бидат искрени во своите намери. Среќен сум што на 40 степени се работи и даден е зборот дека на големиот празник Света Богородица, успение пред Света Богородица дека ќе биде готов. Но ние сме во тој вечер да започнеме емисијата. Тоа беше кој се грижи за самохраните мајки. Со тоа што вечерва ние поканивме, реков, мајката на двете малолетни деца Слаđana Влајковиќ, пред се сакам вас да ве прашам, госпоđо Веселиновска, како семен советник, како ги дефинирате ваквите случувања, ваквите однесувања на родителите кои се безчувствителни? Да.
безчувствителни, безпримерни во секој случај во постоењето на нашето живење. Да. Нема како да се дефинираат, освен дека и тоа се луѓе кои што исто така имаат проблеми, кои не ги расчистиле во текот на нивниот развој, во текот на нивниот живот, а веќе оформиле семејство со 1, 2, 3 и повеќе деца. И повторно тие проблеми после се појавуваат во текот на животот, кога тие родители се загубени, не можат да си го решат сопствениот проблем, значи не бараат помош стручна, едноставно не знаат каде да се обратат. Постепено таа несигурност што се случува во нивниот дома се пренесува на децата. Таа несигурност, да. И не внимаваат како багаж. Да, имаат деца, не знаат ни зошто имаат. Едноставно како еден несвесен. Формално се тоа. Значи биолошки само продолжуваат нишката, ништо повеќе. Биолошки сите имаат, па и ние ќе имаме деца, нели? Така. Да, меѓутоа ја немаат таа свесност што значи да се создаде едно дете. Дека од него треба да се направи среќен човек. Дека треба да се исполнат некои норми кои што ги очекува, нели, и општеството од тој човек. Ако не му помогнете на тоа дете да најде среќата внатре во себе, така, нема да... Ете си се случуваат баш вакви работи како што сега се случуваат. Значи, од тука би тргнала, од примарното семејство, од таа несреденост во тоа семејство, која што се одразува на децата, и после и тие некаде така ќе залутаат во некои такви врски, и каде што исто така ќе се загубат, ќе се створат тие дечиња, и после судбината се повторува. Господи Веселинов, дека има еден типичен случај што не можам да го дефинирам, не можам како родител и како родител и како дедо, не можам да го прифатам. Собственото дете да го избркаш од дома, од собствениот дом. Да. Како го дефинирате се тоа? Па еве вака да ве прашам, ако тој човек, како што реков пред малку, е среќен, ако тој човек е свесен, ако тој човек е едуциран, смирен, значи има контакт со себе си, има контакт со Творецот, зарем може тоа нешто да го направи? Значи не може. Постојат сите тие работи како проблем во него, не се созреани, не се завршени, не се освестени. Тој не може поинаку да реагира. Јас не дека го оправдувам, далеко тоа да не ме разберете така, меѓутоа да се избрка сопствено чело, да не се мисли ни на последиците, дека може и тоа да дојде, дека тоа дете може би јавно ќе проговори, дека после јавноста ќе знае, може би уште по-непријатно ќе му биде нели на самиот тој родител, значи не се има врска со причината и со последицата. Така. Слаѓана, ти си вечерва главната хероина, мислам, протагонистка во оваа наша емисија. Да бидам искрен, ја крена јавноста на нозе. Во овие жешки температури, на овие жешки температури, мајка со 2 деца, прости на зборот, али навистина не сакам да го употребам тој збор што мене луѓето го кажуваат, но да лута, да лута од дом во дом, од куќа во куќа да бара предночишта и така натаму, тоа е многу тешко. Тешко е. Што е тоа што се случи, Слаѓано? Вака, значи, со партнерот што живеевме заедно, не наравме повеќе разбирање и останах јас во неговото куќа да живеам со моите деца. Колку години имаш, Слаѓано? 24. А кога се омажи? На 21. Многу млада? Да. Што е тоа што те натера се омажиш на 21 години? Па, веројатно, мисля дека го познавам. Љубов, младост, младост? Е, така. Ама налетав на човек што не го познавам всушност, ме разбирате? Значи... Како, не си го познавала? Мисля дека го познавам, значи пак ја потенцирам. Меѓутоа, испадна дека не сум го познавала. Љубов на прв поглед? Па, не може баш така да ја наречам. Не? Не е баш љубов на прв поглед, него... Постаро тебе, помно? Постаре. Значи 6 години сте разлика? 6 години сме разлика. Значи живеевме 3,5 години заедно. После 6 месеци останав времена на првото детенце. И тука почна фактички бурата во мојот живот. 3,5 години бевме заедно, ви кажувам пак. Се роди и второто детенце. Со надеж дека ајде ќе биде подобро, ќе се смени, ќе успееме некако да го задржиме бракот, нели сите имаат кризи, ама на крајот самиот, значи, се повлечи и рече јас не можам повеќе со тебе да живеам. Ти си работела? Работев, да. Кога? Пред доста на време работев во сенатор во Бристол.
6 месеци значи работев таму. Меѓутоа, заснимавте законска брачна заедница или вонбрачна? Вонбрачна. Зошто вонбрачна? Затоа што тој не беше разведен од првата жена. А тој го нема расчистено предходниот? Не, значи го немаше расчистено за да... Како се представил дека е разведен? Ми кажа дека е разведен, значи да. И кога отидов кај него дома, тогаш кажа дека бившата негова жена ја има повлечена тужбата и дека не може сега моментално да се разведе. Значи те излажа? Да. Добро, дали си била свесна тоа што те очекува? Па се надевав дека ќе биде човек и дека ќе се разведе, дека ќе кога веќе земал некој човек на одговорност, да речам, дека ќе го исполни ветената. Меѓутоа ништо од тоа. Твоите родители како реагира на сега или тогаш? Тогаш. Одиме од почеток. Значи они ми кажа ти се знаеш. Дали го прифатија вашиот сопруг? На почетокот да, меѓутоа беа многу вешти и вистината ја дознале. Што значи тоа вешти? Вешти, значи вистината ја дознале од други луѓе, каков е и што е. Меѓутоа јас некако како да се предомислував, значи може би лажат, ете луѓето љубаво разборуваат, ме разбирате, значи секој може да каже се и се. Те се интересира како родители да видат што кој стои зад овој човек, кој е овој човек, така? Ти забранувале да продолжи со него? Не, туку ме рекоа ти одлучуваш што ќе правиш во животот, значи. Значи во моментот кога ставивме јас и он во брак, како да речам, беа неутрални, ни да, ни не. Ме разбирате, значи твое си, како сакаш така прави. Дојде дома, се запозна со татко ми, разговара и од тука значи заминавме кај него дома. Толку беше. Како ве прифати неговите родители? Многу убаво. На почетокот многу убаво беше. Втора снајка поред, така? Да. И како реагира? Правеа споредо со првата историја? Не. Збораа за првата? Зборува, меѓутоа јас како да дали избегнува, така, избегнува, може би... Љубоморна си била, не сакаше да слушаш за првата? Да, меѓутоа како се поменуваше времето и сите тие случувања, значи што ми се случува во таа куќа, маските падна? Ме доближува до бившата жена на партнерот. Како ме доближува? Па така, значи, самите случувања, самото тоа кога он ќе изреагира некако еднаш, два пати, три пати, па ќе ми се јави на телефон, или јас ќе се јавам и кажам што се случило и фактички приканам да се вклопува мојата и незината, значи не се менува човекот. Значи исто тој го правеше и на претходната? Таков бил и таков ќе си остане. Дали некој се збунуваше па да те спомне со незиното име? Не. Тоа не се случи. Че беше сконцентриран многу за работа. Не. Господи, на што се должи се тоа? Ничо не мака, не вкрстено, меѓутоа ме интересира како коментирате се тоа. Да. Значи јас ќе го коментирам онака според моите сваќања и доживувања, нели што ги имам за оваа ситуација со најдобра намера и за слагена, а и за сите останати луѓе. Повторно ќе се навратам на сето она дека ова девојче никако не е подготвено од незините родители нити за брак, што значи таа заедница, нити пак може би имала добар пример дома, добар модел, бидејќи незините родители имале недобар брак. Мајка и рано и починува на нејзини 18 години и на некој начин ситуацијата дома малку и се усложнува со доаѓањето на новата сопруга на татко и на маќејата, која што се поставува, нели, како што се поставува. И ништо чудно девојчињата, таа и незината сестра да помислат на бегство од дома во рано влегување во брак. Како го поминувавте, толку добро прашање, благодарам што ни дадовте влез во незиниот живот. Како се однесуваше вашата втора мајка, речам? Како сака? Ше притисок врз да избрка дома? Сега да. Дали тоа влијаеше врз одлуката на вашиот татко да ве избрка дома? Пред мене не, значи искрено. Пред мене не кажуваше ништо, значи не се мешаше, меѓутоа насамо како и што коментирале и што разговарале и какво решение донесувале, не знам. А имаше деца со втората сопруга? Нема. Нема. Таа има од претходниот брак и тој има 3 деца со. А од претходниот брак дали ги донесе во овој? Не. Ги остави на претходниот сопруг? Таткото. Малку ме интересира за твојата, ја ќе одам со ти ми дозволиш, нели? Да. Кажи што е тоа што се случи во овие денови, например, од фактичката ситуација. Зошто се случи тоа да ти избрка таткото од сопствениот дом? Образложение му е единствено дека поголемиот син личи многу на татко му. И дека едноставно не го сака. Не го сака, нека и крај. Значи не можам да го замислам пред мене.
дај ги децата во дом, дојди си дома. Јас ќе те чувам. И јас многу во прашање му постави и пак, и во јавноста го кажав и пак ќе го кажам. Дали ти како татко нас те даде во дом, ние кога бевме мали? И јас вика имав услови да ве чувам. Па добро да викам, ти помогни ми да застанам на здравје, но за јас ќе си ги чувам децата, не ти барам ништо. Значи дедото бара за своите внуци да ги испрат, да ги однесе у дом. Точно, јас ти потврдно ќе потврдам. На што се дочува? Па знаете како, да погледнеме малку во минатото на тој човек, нели, еден брак. Може би веќе чувствува на некој начин што зборувавте вие грижа на совест заради проблемите кои што ги нанел на бившата сопруга и која што починала од инфаркт многу рано. И се решава нели за втор брак со нова жена, а одеднаш сега една од ќерките се враќа, за другите не зборувам каков живот имаат незината сестра и братот кој што е помал од нив двете. Меѓутоа, тоа е една нова ситуација во која тој можеби немал време да се подготви за неа. Одеднаш да се грижи за две мали деца, машки деца, тоа значи дека одговорност ќе има и дедото, така? Дедото на тие деца, дека можеби се може да се случи, можеби малку размислил колку тоа ќе биде голема обврска за него, најверојатно можеби не можел да понесе таа голема обврска. Јас знам дека треба да се биде жртва за децата, дека тоа е најдобриот избор. Меѓутоа, не сите луѓе го прават тој избор. Тоа е сепак бегство од одговорност. И втората страшна нели ситуација што може да се случи, тоа е сега како ќе реагира нели неговата втора жена. Да се врати дома ќерката со две деца, тоа значи ја меша целата нивна приватност, се создава еден немир во куќата, што луѓето не се сложуваат. Но каде го гледаме биолошкиот татко на овие две деца, како он треба да се однесува? Како треба биолошкиот татко да не доведе воопшто да дојде до оваа ситуација, меѓутоа и тој прави бегство во нова врска, со нова жена. Тој се трета жена запозна? Да. Добро. Живее со таа жена? Па како што знам, сега не се заедно. Значи во моментов знам дека е во болница и дека не се заедно. Кој е во болница? Бившиот, значи партнер. Таткото на вашите деца? Да, таткото на моите деца. Зошто е во болница? Затоа што како што имам разбор, значи и он ми се јави самиот дека е на токсикологија или травматологија, не разбрав точно, така некако, да. Со што? Со жива сода? Мислам дека тоа. Обично ние жените ќе спомнете со жива сода да целото реши така натаму. Наистина интересно во секој случај. Овие моменти јас сакам да ги користам како примери за многу случувања во нашето непосредно обкружување и сакаме како примери да ги дадеме како да не бидат секојдневна практика. Но од друга ситуација да најдеме заштита како да ги заштитиме младите мајки, особено мајки кои се самохрани мајки. Вие дали имате стамбен простор? Денеска, значи, бевме во Чучар Сандево во општината, таа први кој што се понудија, значи, за смештај се градоначалникот Јован Пековски. Тие Јас режијата ќе замолам да го побараме градоначалникот на општина Чучар Сандево. Продолжите. Денеска, значи, со Роза Василевска и со другиот дел од амбасадата на Меѓаши и со дел од социјалните работници во општина Бутел, појдовме горе во Чучар Сандево, го видовме просторот во, мислам дека беше Свети Илија манастирот, каде се ќе бидам, мислам дека 10 дена до 2 недели таму сместана. Амбиентот е прекрасен, значи мир, духовен мир, мислам дека после во патешествие таму би нашла и би се смирила јас и моите деца, значи духовно од внатре, па да можам, значи, да продолжам со здрав разум и психа да го водам нормално животот. Па потоа мислам дека договорено е за изнајмување на стан под кирија, кој што сите тие долгови и сметки ќе ги подмирува општината Чучар Сандево. Ми понудија и работа, значи, и мислам дека беше жителство за Чучар Сандево. За привремен престој, мислам дека така беше, па понатака ќе одлучуваме како ќе биде. Јас се замолам режијата, верувам дека ќе го имаме за некоја секунда. Тоа е во секој случај хумано од секоја од негова страна, но хумано од ваша страна, како прва детска амбасада, впрочем и во светот, ако однесеме. Да, го имаме господинот Јован Пејковски, градоначалник на општина Чучар Сандево. Добро вечер, градоначалниче. Добро вечер. Еве, задоволство ми е прво да ги честитам 100 дена што ги одработивте како градоначалник. Јас си ги поканив и вас ве поканувам
и вашите колеги во Гласот на народот да повелат во Ало градоначалник, ова е ваша емисија, да слушнеме што одработивте. Еве, од тие 100 дена, вклучувајќи и ова ваша иницијатива, тоа е за поздравување, како го дефинирате овој случај, да видам искрен, немил, несекојдневен и не македонски во секој случај, и македонецот никош не може вакви работи да направи. Повели? Па, видите, така, значи, јас синоќа разбрав преку медиумите, значи, наши, и официјално, пошто сум хуманист, како и обично, ова го сватим, че официјално жена, значи, Немила Волка, и генерално донесовме одлика за општина да разгрижим. Значи, во моментот е згрижена во манастирот Светилија Бармани, во Конакот, а официјално ангажирани сме сите, значи, во општината да најдеме сместување куќа или викендичка некоја, која што ќе биде содата, за да генерално да го окружиме, значи, нормален и во исто време, чим ќе добие жителство, исто ќе добие вработување од општината. Во секој случај тоа е за поздрав и навистина од моје лично име како и родител, како новинар, како се ви благодарам што пруживте и дадовте топла рака и поддршка на ова семејство, на ова мајка која е мајка на 2 малолетни дечиња кои навистина дадовте стеден светилник во секој случај. Јас би го замолил во секој, не знам, линијата, врската не е добра нешто, во ве поканам на блиски нина, доколку милувате, ќе ве биде задоволство да учествувате во Гласот на народот во Ало градоначалник, ќе говориме малце повеќе за вашите активности. Благодарам. Тоа беше во Гласот на народот Јован Пековски, градоначалник на општина Чучер Сандово, кој и отворил порти, што се вика, на Сладјана и незиното семејство, на своите деца. И сакам да благодарам јавно на градоначалникот за неговата понуда. Да. Мисијата е жива, па мораме да реагираме малце за настаните кои се случуваат во студиото. Еве, госпоđo Василевска, во контекст на сите овие наши укажувања, сепак испаднавте и вие коректни како една невладина организација, на институција која сепак се грижи за граѓанското општество, особено за децата. Еве и општинската организација Чучер Сандово, која, да бидам искрен, тоа е за поздрав. Значи, даде непречена поддршка за ова семејство. Дали државата треба да ги заборави во и останатите, да ги треба да се организираат малце повеќе во делот на социјалната политика? Никако не сме да ги заборави државата, бидејќи гледаме дека некои работи во семејството се уште не се дојдени до израз. Нешто што треба да се обрне најмногу внимание на воспитанието на децата, таа одговорност. Родителите се така, ако родителите не се така, ќе не децата од кого се научат што е. Ако не ја научат луѓето како може да ја споделат со партнерите. И мислам дека тука исто така не се паѓа да бидеме што можеме да го спомнуваме во црковните институции, читање на духовни книги, прибавување на духовен отец и така натака. Или барем да бидеме поотворени, да се добараме совети за било која криза кога ќе дојде со стручни лица, тоа се семејните терапевти. Вие сте тоа. Да. Бидејќи да ви кажам искрено денеска, ако некому спомнеш дали си имал психијатар твој, ќе ти рече, ти си забена. Како ја да имам психијатар, значи нешто не е во ред со мене. На што се должи тој стереотип, едно просто однесување, простете да речем, необразовано? Мислам дека се должи малку на менталитетот кој што Страмот, дека ќе разберат другите луѓе. Јас оти сум била на психијатар и леле. Нешто фали, и ми фали. Меѓутоа, мислам дека да, полека тој менталитет треба ние самите да си го менуваме преку таа личната трансформација, дека подобро е да се отворам на некој и да поразговарам за проблемот, да се надмине тоа и да го спасам бракот и 2 деца или 3 деца, нели? Затоа што да поднесаш тортури, тепања, маловажувања и така натаму и така. Мене ми е чудно, јас често пати знам со моите пријатели да споделам, кога ќе не боли зап или глава, ние одма трчаме кај докторот, така. А кога ќе не боли душата, толку пати не боли душата, имаме проблеми на кавга со партнерот, не е лесно, нели? Ноќта не може да се преспие, зошто, како? Од каде се случува, го сакаш, те бориш, така? Да. И тоа останува. Тука има еден класичен, многу класичен случај, да речеме, неуспешен прв брак, значи втор брак кој е див брак, да речем, незаконски брак, вонбрачна заедница, не само тоа, туку се создаваат
нови два живота. Да. Ако е врска, може да почнем да заврши, нели? Да. Но се создаваат два нови живота. Несвесни процеси. Што би рекол? Да е свесно. А во истовремено се наоѓа и трета жена. Продолжува. Продолжува. И се Значи исто. тоа ќе трае. Значи како ќе дефинирате таквите таквите луѓе? Таквите луѓе, значи повторно ќе кажам, имаат проблем со самите себе си, значи некаде има проблем во идентитетот на таа личност, или имам некакви семејни наследства додека растел, или пак на пример немал никаков убав модел од неговите родители за Дали неговите за брак. родители имале таков проблем? Да, неговите родители се разведени. Значи неговите родители разведени. А со кого живеете? Со таткото или со мајката? Со секрвата. Со секрвата. Да. Како реагира свекрва, бидејќи таа е мајка, таа е баба? Ако би обично не велам дека мажите ние дека немаме чувство, се безчувствителни, напротив, и ние сме што се викаат крви мези, ние имаме чувство, но обично мајките велат жените имаат повеќе чувство од мажите. Како таа реагира за своите внуци? Па вака, значи јас кога се јавив на неа, буквално бев значи, на улица во градскиот парк седев, пред сите телевизија, не знам каде времено што да правам, и се јавувам и кажувам, слушај да ти кажувам, како се дете да сум на улица, што да правам? Или зимате ги викам, нека ги чува партнерот, или јас немам викам што да им правам. Значи, да се откаже и ти еднаш? Не да се откажам, значи, за да и пробудам свеста. Никогаш не се ги оставил децата. Кажав еднаш и 101 ќе кажам, никогаш нема да ги оставам. И Јована ме вика на мене, што сакате правете, мене не ме интересира, јас имам свој живот, баре го Дарко. А која е причината уште еднаш? Не знам. Сакам нека да се го живеам. Сакам да се го живеам? Животот. Колку има години? 53. Млада секара, значи си го сака животот. Да. Јас ќе ги поканам гледачите, видејќи оваа емисија се вика Гласот на народот. Почитувани, телефоните се регистрирани. Значи имаме еден класичен случај, што навистина непријатен случај, непријатна сторија. Знам дека не е сама по себе, дека има многу вакви ситуации. Сакам да го слушам вашиот коментар, вашиот глас, вашите размислувања, вашите укажувања. Ве слушнаме и примерот на господинот градоначалник Јован Пејковски, кој навистина покажа човеколюбие, покажа хуманост, покажа македонштина во него, да ги отвори портите и ги избрина ова семејство кое е несреќно во секој случај, особено кога децата се развиваат во луѓе, во личности. Докторка, можам така да вас слушам? Може. Еве, слушнаме, значи, имаме истовремено егоизам од страна на бабата, која си го сака животот, млада си е 53 години. Да. И вели замините својата куќа. Дали можеме да речеме дека ова се примери македонски? Ја можам да речем дека вака Македонија не беше во изминатиот период. Не беше. На што се должи? Вие спомнавте отсуство на духовност. Да. Па да, тоа мислам отсуството на духовноста дека е најважното нешто и најголемото нешто што недостасува кај сите нас. Меѓутоа, од друга страна, пак и материјализмот, системот во кој што живееме, просто како да ги залуде сите луѓе. Си сакаат удобства, повеќе си се одадени на тоа материјалното, да имаат нели убава куќа, да имаат мир, да имаат ред. Сната да донесе некој мирас 2-3 стана, 2-3 коли. А сега веќе кога со едната сна се сгрешила работата и со оваа не оди работата, значи истото се случува, кои обврски да ги земе бабата? Тогаш значи таа треба 4 дечиња да чува или пак да делува на некој однос, да се среди, да се поправа, каде што веќе синот нема интерес. Значи тој кренал раце од тоа е бегство, немање одговорност, да се носи тој терет, да биде родител на 2 па и на 4 деца, да не ги заборавиме и првите 2 што ги има од првиот брак, сепак и тие му се деца, нели? Значи тој има 4 деца. Да се избега од 4 деца, значи веројатно неговата мајка знае дека тој товар не може да го поднесе и затоа ја префела нели топката како ќе си решите вие двајца, односно за тоа нека си одлучи мојот син Дарко, а мене нели јас сум свекрва, не ви се мешам. Најдобро е тоа да се каже, иначе како мајка она би можела да размисли што да направам, како да му помогнам на детето. Не е добро што се случи по втор пат. Дали додам кај некој духовен отец да разговарам, дали додам некаде да барам стручна помош. Јас ќе тргнам по тој пат, па после ќе му кажам на мојот син, овде треба нешто да се направи. Не е добра работата. Ако е се во ред, не мора да се случи повтор пат истата работа, за 4 деца станува збор. Меѓутоа, вас пред кога што разбрав и од Црвениот крст на Македонија, ми спомна дека укажа подршка
и изразија желба да ви помогнат во дел на храна и така натаму. Да. Дали некои уште некои организации ви пружа рака да ви помогнат? Од организациите не. Значи, се обратив и во католичка црква, ми рекоа да отидам и дека може да ми платат кирија до 1500. Ја ме гледаш на линија. Добра вечер. Простете. Добра вечер. Ало? Добра вечер. Кој се јавува? Добра вечер. Гледаш се во... Се представете се, ве молам, господин. Ме интересира, сака мајка само да представете се, ве молам. Представете се. Знаете, се окей, треба да и се помогне. Се слагам за тоа. Не, ве молам, ако не се представите, нема да ве вклучам да зборите. Ја ве молам да се разбереме. Значи, со добра намера ве замолувам, практикувајте го ова. Сакам да се представите. И честно е, и фер е да знаеме со кого разговараме. Знам дека ќе најдем на разбирање. Борче на телефон. Да, повелете, господин Борче. Повелете, продолжите. Говорете. Видите, па ме интересира тоа, зошто со невенчан сопруг живеела, родила едно дете. Кога веќе го родила едното дете, што и требало и второ да раѓа, кога знаела со кого живее? Благодарам многу. Може да одговорам на прашањето. Значи, човекот е во права. Многу е во права човекот, меѓутоа партнерот ми, да речам, не да се дечам набе некој толку голем страв што ако отидеш например да пријавиш, ето убаво рече родила едно, а со една веќе кога бев, ако отидеш да пријавиш ќе те убијам, ако отидеш во социјално исто дека ти се случи ќе те начекам незе, ќе ти го земам детето, нема да се дам да го гледаш, значи човекот е во права. Значи јас бев тонови. Така, бев приморана значи да трпам. Јавно кажувам, бев приморана да трпам. Мобинг врз вас. Да, затоа што јас немав никаква поддршка. Тука сакам јас да кажам некој збор. Значи, она кога во примарното семејство би имала поддршка, мајка, татко, сега станува збор за мајка и татко, нели? Поинаква е таа ситуација. Кога би имала поддршка и сигурност, таа не би ги трпела овие работи. Значи, нејзиниот сопруг ја оценува. И она се решава да роди второ дете, и нема каде да се врати. Ете, мисли му, верува, или едноставно е во една таква тешка хаотична состојба кога не може ни правилно да размислува што да стори. Едноставно, стихино некако си го раѓа и второто дете, без да се има свесно што потоа. Дека може би ова ситуација. Казиното носеше плата, не? Да. Како се однесуваше? Тоа што најнормално, најубаво. Влюбен, да, расположен. Да, на работа со кола, од работа со кола, шетање, не знам, вревчани, кететками, не знам, сегде. Беше, значи, период што дури не можеше да го приметиш дека е таков човек. И после кога сопречеш мичето, маските падна и се покажа во вистинско светло. Да. Почитувани, и натаму е поканувам со ваши прашања, ваши коментари, ваши анализи, но ве молам да најдам на разбирање. Сакам да се представите. Не е ништо лошо што ова го барам од вас, тоа е кучиниот ред на гласот на народот. Навистина боли во секој случај. Знам дека ќе се согласите со мене дека Македонија не заслужува да имаме вакви мачомени, вакви татковци, ваквите луѓе кои се представуваат дека се родители на своите деца. И македонецот секогаш докажа дека е вистински домаќин. Докторка, вие како амбасада, која се грижите, детска амбасада, имате случаи кај што имате семено насилство, имате тортури во секој случај и врз сопругата, но со врз децата и така натаму. Како се организирате, како ги решавате? Ќе направиме една мала симбиоза врз основа овој случај и вашите искуства. Веков потемелно, значи се пристапува, посистемски се пристапува на целата таа работа. Семејниот советник се вика семеен затоа што работи со сите членови на семејството. Затоа што кога има симптоми кај децата, кога се случува некаков проблем на училишен неуспех или проблем на пример со дисциплината или некаде нешто друго прави детето, се повикаат двата родители. Значи мајката и таткото и нивните релации дома се разработуваат, каде што нешто има, каде се нивните караници, дали може би се тепаат меѓу себе, дали нешто друго се случува, проневера, љубомора. Има многу проблеми, нели? Не е лесен бракот, меѓутоа токму заради тоа дека не е лесен, на првата брачна криза, да речеме, после првите 5 години треба да се побара таа стручна помош или разговор со некој лице кое што ги разбира. Дали има некој стадиум во бракот дека има кризи? Простете, значи оваа ситуација не можете да го викнете вториот член од, мислам, тоа
втората страна, бидејќи тој се отрул ради љубовницата. Да. Овдека сега кога е така работата, ќе се разговара со мајката и евентуално може да разговараме со незиниот татко, кој што може да го измени мислењето, да речеме, да сака да ја заштити како родител, нели? Значи може да се повикуваат и останатите членови на семејството, а тоа значи родителите, мајка, татко, некој што е многу близок и што има влијание со личностите кои што го имаат проблемот. Меѓутоа, дали таткото после ова порака што ја упати градоначалникот на општина Чучер Сандево, господин Јован Пејковски, кој ти отвори порти, што не ти е билошки татко, не ти е обврзан, не те обврзан, без разлика, они по дефиниција е градоначалник, што навистина покажа срдечност, човеколюбие, хуманост пред се, но од друга страна имаш природен по дефиниција татко кој треба да се грижи за својата ќерка и за своите внуци, би ставил ограда, да речем, или ја затворил портата. Дали ќе го слушне гласот на градоначалникот и дали може да се смени вашиот татко ти? Мислам дека да. Мислам да, значи не знам сигурно, но мислам да. Дали ти недостасува родителот? Да. Вчера слушнав изјавата, беше многу иритирана или афектот се го покажа со ето. Да, може би афектот. Ама се пак кажам и нека ми недостасува. Што би му упатила порака на таткот ти? Камера не. Може да ја погледнеш камерата. Што би му упатила? Дека те гледа и дека те слуша. Па не зашто би му упатила, не сакам да судам никого, да не испаднете дека го судувам, како што се слушаат гласини. Само би упатила дека не требаше вака да испадне, дека со разговор се решава. Не знам друго што да кажам. Секој греши едноставно. И треба да му се подаде рака кога греши. Што си му згрешила? Па еве, успех дека си грешила. Ете како човекот што кажа дека што ми требало второ дете. Меѓутоа лесно не се каже од страна. Ама кога си во дадена ситуација, никој не е подобро самиот ти. Што поминуваш и како се чувствуваш. Госпоѓа Веселиновска, во делоскупувањето на брачната заедница, во дефинирањето на брачната заедница, на што најмногу младите треба да обрнат внимание? Ве молам. Прво добро да се запознаат. После да развијат една свесност, значи тоа може повторно преку тие предрачни советувалишта да се надополни. Имаме гледачна линија, да дадеме предност. Добро вечер, кој си јавила? Добра вечер, Талија, овде код Прилеп. Повелете го. Поздрав, Томич, до тебе како новинар кој секогаш има слух и значи како да кажам, внимание, осет за вистински теми во вистинско време, поготово на за оние наши македонски национални битни прашања. Овака една јавна поддршка од мене и верувам дека од секој свесен македонец во Македонија и во цел свет кој оваа твоја емисија и овие твои емисии со години ги следи, значи, по телевизиите наши национални. Една голема поддршка за, велам, таква